Hello there. My name is Orphy Partridge, and I just wanted to remind you to watch Macedonian Heritage. You won't regret that. Следуваат снимки од Гоцевата комитска вечер на Организацијата Обединети македонци во Канада, одржана на 1 февруари во Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто. Слава сега и секогаш и носителе на Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Отче благослови. Господи Исусе Христе Боже наш, благослови светот јадење пиење на ова вечер, Гоцева вечер, на ова наша пасторска вечер. Нека Господ Бог благослови светот од целиот свет и убогати и носи нашите души. Ние останеме кај нас, македонци, со отворени срца да направиме и духовно телесно и национално остануваме македонци. Честит празник и за Бога. За Гоце Делчев многу се кажа односно се борба и ние го сметаме за идеолог кој што чрез животот посед на единствената идеја Македонија и македонците во неја да може слободно да живеат заедно со другите народи и народности во слога, во еден вид на културен напредок меѓу народите, а не во борби и крв, како што нас се во време. Чест и задоволство ми е да ви поздравам во името на нашата организација и да ви благодарам за вашето ценно присуство. Како добри и одговорни домаќини, максимално се потрудите да направиме ова вечер да биде најубава за сите вас. Да ве пречекаме со добра вечера, кратки говори и многу добра забава со звуците на оркестарот Децата од Бук. Како што знаете, се собраме овде во овој наш најубав македонски храм, Свети Климент Охридски, за 52 пат го прославиме роденденот на апостолот Гоце Делчев и воедно да му искажеме длабока почит кон него и кон сите негови соработници и сопорци кои гинеа за нивното македонско дело. И ние денес, неговите потомци, нема да оставиме од красата на славните лидерци. И се бориме на најдобар начин да ја заштитиме и промовираме нашата прва татковина на секаде во светот. Да живее Македонија и
татко Никола и мајка Султана Делови. Загина во неравна борба со турскиот аскер во село Баница на 4 мај 1903 година. Само 3 месеци пред славното Илинденско повстание. Делото на нашиот великан Делчев, како прво е во неговата огромна патриотска љубов кон својата татковина и како второ неговата умешност да го води македонскиот народ низ тие тешки времена. Гоце Делчев буквално ги организира сите македонци во национална борба за слобода. Како овие од редовите, така и оние од селата, сите заедно да се борат за својата слобода. Невозможно е да се каже се со што не заслужи нашиот апостол и герој, но сакам да нагласам тој опушувачката светска јавност е многу познат по својата мудра и миролюбива крилатица „Јас го разбирам светот како поле за утрен напревак меѓу народите“. Нажалост, и денес, после повеќе од 100 години од изликувањето на таа крилатица, од тоа време на Гоце Делчев, многу народи или не ја разбираат до целата порака или воопшто може би не ја слушнаа. Но ние македонците имаме право да се гордееме со истата. Ние обвинетите македонци како организација која секогаш ќе ги брани интересите на нашата прва татковина, мораме да ги нагласиме штетите направени од Социјално-демократски сојуз на Македонија и Албанската партија ДУИ. Овие две коалиции кои здружено работеа исклучиво само за обвинување на Република Македонија цели 7 години. Младиот министер за надворешни работи на Република Македонија господин Муцунски ќе мора да биде поагилен, да рече прави и храбри потези во дипломатијата за државата да се врати целосно во рацете на оние кои работат и се трудат за нејзиното закрепнување денес и за многу подобро утре. Господа е со нас и да ни е напомош, но најмногу може да се помогнеме ние сами за нас. Благодарам и што добро.
Македонија во 1936 година и се населили во градот Ајдин, што и сега живеат. Моите предци живееха во селото Бисеренци, Девикратска каписка околија, во македонскиот ихтечок регион, и таму се занимавале со земјоделство и сточарство. По мигрирањето во Турција работеле во земјоделство, сточарство и прележништво. Повеќето од оние што мигрирале подоцна работеле како работници во фабриката за текстил во Ајдин. Градовите во кои се населиле доселениците од Македонија се Истанбул, Измир, Бурса, Маниса, Ајдин, Бали, Кесир, Чанакале, Сакарија, Коџери, Едрене, Текирдар и Кирклаери. Оние кои дојдоа во Македонија со основа друженијето македонска култура и солидарност, каде и да живеат. Целата на овие друженија е да ја поддржуваат македонската култура во живот, да развиваат солидарност и сработа. Овие друженија организираат јазични курсеви, вечеринки за македонско поврзување, посети во Македонија, фестивали и курсеви за македонскиот фолклор на нашите фестивали и вечеринки доаѓаат разни македонски пејачи, фолклорни групи и гости, јазични курсеви, македонски вечери и фестивалски настани се организираат во Ајдин, каде што јас живеам. Иако живееме во Турција, македонскиот јазик за нас е многу значен и неповторно учило од нашите семејства. Истовремено се обидуваме да го подобриме познавањето на јазикот преку курсеви по македонски јазик, преку дружење на фестивали и во нашите организации. Сигурно знаете дека и други значени работи ја спојуваат Турција и Македонија, например Али Риза Ефенди, тато на Мустафа Кемал Ататурк, кој е основал Република Турција. Роден во селото Коџери, Европско Македонија. Самиот Мустафа Кемал се школувал во военото училиште во Битола, што сега е и музеј и тоа се стане прекрасно. Нашата паралелност е Македонија. Од каде што се доселиме. Нашата срцева врска се уште продолжува. Затоа, сите македонци ги гледаме како наши браќа. Поради оваа причина, гледаме како живеете во Канада, како наши браќа и многу сме среќни што го имаме овој контакт со вас. На крајот, сакам многу да се заблагодарам на Организацијата Обединети македонци во Канада за поканата и жалам што не успеам да добијам канадска виза, за да го почувствувам вашето вкусно присуство. Се надевам и се молам диалогот со вас, нашите браќа македонци, кои живеат во Канада и нас, што живееме во Турција, да продолжи. Во име на оние кои се доселиле во Македонија и во Турција, ви ја нудам мојата почит и љубов од вас сите. Ви благодарам. Добро вечер на сите и честитан е овој величествен празник. Со тоа јас ќе поздравам од името на друштвото, литературно друштво Праги Македонци и со мојата песна Македонија, хероина, Голцевата долина. Македонија, горда, храбра, непокорна, хероино наша славна, мајка на безброј јунаци и комити, навсекаде присутна си ти. И овде во Канада секој те знае, песна македонска ти пее и за тебе учи. Името ти гордо,
апостолот, учителот, Гоце Делчев, Кукушанецот, Јане Сандански, Каре Писударе, во долга јуначка чета, во бојке олда. Тогаш Гоце се викна проникна. Во солна града како ќе се бориме, Македонија да ослободиме, македонско име нема да загине. На база три плана бела, Богарица, Брело и Село. Еднаш Македонија таков ја награѓа. Гоце е збор што не види, Гоце е знаме алба. Вечна ти слава, војводо наш славен, преславен, најславен војводо македонски. Во целиот роден Југославија денес, од жртвите наши, ајде да сплетеме венец. Венец од светли звезди на Македонија со најсветло огреано македонско сонце и македонско знаме. Ви благодарам. Организацијата Обединет македонска Канада делува признание на господја Влага Таковска за 50 годишно учителствување. Учителката Влага Таковска е стаменик бранител на македонските национални интереси во Канада преку образование бројни поколенија млади македонци, воспитување љубов кон македонскиот јазик и писмо и негување гордост кон македонството. Rasti i vodi se čedo za Makedoniju.
Во душева чувствувам голема почет тебе и главе. Во жилите течи крвта твоја, во градите чука срцето твое, во мозокот се тлави мислата твоја. Во нас се раѓаш и живееш вечно, јунаку слава. И благодат